Благодарност и чест ми е што можеме да помогнеме во проекти, посебно задоволство што на деца со посебни потреби ќе има возможност да имаат подобро детство и подобри училишни денови. И се надеваме дека и во иднина, ако треба некоја помош, тука сме за се што треба. Наше задоволство е да помогнеме. И вака денес присуствуваме на убав настан во училиштето, основното училиште Свети Климент Охридски и ова е оказан резултат дека од идејата која што потекна од директорот на училиштето, денес неговата идеја се реализира за да се опреми сензорна соба во нашето основно училиште Свети Климент Охридски во Делчев. Оваа сензорна соба ќе ја користат учениците со посебни потреби кои што имаат потреба од тоа во зависност од нивниот развој. Со опремувањето на оваа сензорна соба секако дека ќе има можност учениците со посебни потреби, но сите тие они кои што имаат потреба да ги развијаат своите моторички, психички, сензорни способности. И сакам да истакнам во оваа ситуација дека нашите сограѓани кои што дадоа донации за опремување на оваа соба, покажуваат еден знак на општествена одговорност, која што треба да ја поседуваат многу наши сограѓани кои што имаат можност за тоа, но и фирми, за да ги помагаат институциите, со тоа прават општо добро, но секако реков се развиваат институциите кои што во овој случај ќе бидат од голема корист за децата кои што со посебни потреби, кои што имаат потреба за развивање на нивните сензорни способности. Јас верувам дека оваа сензорна соба ќе се опремува и во иднина со донација од наши граѓани и со институционална подршка, а исто така во оваа прилика сакам да кажам дека институциите водат подеднакво грижа за учениците од сите категории. Се голема благодарност на поканата од колективот на нашето училиште на Климент Охридски. За нас е чест што успеавме да одвоиме дел од нашите средства за да помогнеме во реализација на оваа прекрасна идеја, која што е родена директно од колективот на самото училиште и директорот. Особено ни е драго што донацијата иде води во предлог на дечиња кои што се со повлеченост, што ќе помогне во развојот на инклузивното образование, што ќе помогне да нема пречки меѓу самите ученици. И за мене особено ми е драго што има повеќе луѓе што сакаат да помагаат, но и се надевам дека во иднина многу луѓе од нашата општина па и пошироко ќе најдат слух за да се овој проект да се доразвие и да премине во еден прекрасен мал кат каде што ќе можат оваа гранка на ученици да имаат непречено образование и самите разлики меѓу учениците да бидат надминати и да нема никакви проблеми во нивниот развој. Благодарам. Чест ми е што сум дел од ова, што можев да помогнам со мал принос во ова. Инаку јас се грижам за дете со специјални потреби и баш се радувам и мислам дека овде сите треба да ги прифатиме тие деца, бидејќи тие најмногу емотивно се врзуваат за луѓето. Со една мала анекдота сакам да дадам поттик за сите наши сограѓани. На гранка стојат две пилиња и гледаат пожар. Едното пиле оди, зема вода и пушта врз пожар. И другото пиле вика, во што е поентата, што направи? Вика, направи све што може. Значи, ако сите правиме се што можеме, ќе биде многу подобро. Благодарност голема за вашето одвоено време. Колешката Снежана ќе ви даде еден осврт кон се што сме направили како училиште, што сме припремали како инклузивен тим во самото училиште, во тренд, односно напредување на образованието. Благодарам, повелете колешки. Добар ден на сите присутни и благодарам што одвоивте дел од вашето време и дојдовте на овој свечен настан, кој е од голема важност за сите нас. Како прво сакам да истакнам дека нашето училиште Свети Климент Охридски години наназад работи во полето на инклузијата и вклучување на деца со потешkoти во воспитно-образовниот процес. Во училиштето покрај редовните паралелки има и посебни паралелки во кои учат деца со пречки во развој. Од минатата година со процесот на инклузивно образование, овие паралелки се трансформираа во центар за подршка. Самиот процес на инклузија повлекува безброј барања и потреби кои ќе им полеснат образовниот процес на децата со потешkoти. Од минатата година со овие деца работат образовни асистенти, а сега и отварањето на сензорната соба, која представува чекор кон поинклузивно образование.
Ова е голем чекор за нашето училиште, затоа што ние како стручен тим добивме инструменти и алатки со кои можеме да ги работиме индивидуалните третмани со учениците со образовни потешкоти. Сензорната соба е обремена со различни реквизити кои нудат стимулација на сите сетила и со нивно користење ќе ја подобриме сензорната дисфункција кај децата. Нема поголемо задоволство од надминување на пречките какви и да се ние во развојот на детето. Затоа сега сме со амбиции и планови како треба да се користат можностите што ги добивме во училиштето. Знаеме дека семејствата на децата со попреченост вложуваат многу во нивниот развој, а тоа подразбира и различни третмани кои чинат многу. Со оваа сензорна соба, дел од тие третмани ќе можат бесплатно да ги користат во рамките на образовниот процес. Градењето инклузивна средина со еднакви можности за сите деца во наши услови подразбира постојани багање на инклузивните тимови во училиштата до нивните раководства. Знаат да не прекорат дека нашите апетити се големи, но без алатки не се работи, особено кога гледаме напредување кај децата и тогаш посакуваме да имаме нешто ново што ќе ја збогати нашата работа. Секако сон на секој едукатор е да ја има оваа сензорна соба, каде што ќе може да понуди повеќе работа со учениците за да постигнат подобри резултати. Посакуваме инклузивна средина удобна за сите, и за учениците, и за кадрот во училиштето, по која ќе биде препознатливо нашето Делчево. Кога ја гледаме отвореноста и волјата кај сите, тогаш треба да се искористи моментот и заеднички да го направиме тоа. Работиме на запознавање на родителите и учениците со нивните права и обврски за да ги подигнеме свесноста за создавање заедница во која сите деца ги имаат еднакви можности за раст и развој, на која моментално чекаат десетина ученици со потешкоти од ОУ Свети Климент Охридски и уште неколку од основното училиште Ванчо Преков. Затоа сакаме да искажеме голема благодарност до градоначалникот на општина Делчево, Горан Трајковски, и до донаторите, односно луѓето кои несебично помогнаа во реализација и отварањето на оваа сензорна соба. Виктор Поларски, наш сограѓанин кој живее и работи во Америка, исто така и неговата мајка која ни е наша колешка во овде во училиштето, Невенка Поларска, Иван Боцевски, советник во Советот на општина Делчево, Јулија Маринкова, наша сограѓанка која живее и работи во Англија, и дел од наставниот кадар во Свети Климент Охридски Делчево, Остан Цинцовски, Дарко Цинцовски, Даниела Ангеловска и Весна Иванова. Голема благодарност и до директорот на нашето училиште, Горан Димитровски, кој ни дава голема подршка во реализација на инклузивниот процес и има огромна улога во реализирање на оваа сензорна соба. Голем придонес за опременување и уредување на оваа сензорна соба имаат и помошно техничко персонал со нашето училиште. Се надеваме дека овие донации нема да престанат тука, дека имам уште многу, за се со цел за да се подобри воспитно-образовниот процес на овие деца. Благодарница до градоначалникот и за донација и за успешна работа. Се надеваме за понатамошна соработка. Благодарница до нашите донатори кои живеат во Америка. Благодарница до родителот на донаторот. Благодарница до съветникот Иван Боцевски. Благодарница до Јулија Маринкова повелете и благодарница, односно благодарност голема до тимот во нашето училиште и се надеваме за понатамошна соработка со сите вас и со граѓаните на општина Делчево, па и надвор од Делчево.